Во ова издание, Европа под жесток налет на нов бран од коронавирусот. Како се справува со ситуацијата на терен, која нагло се влошува? Планирате да летате со авион, да бидете во затворен простор со блиски роднини, апликации што го намалуваат ризикот од коронавирус. Фотографирање со Дедо Мраз во трговски центар во САД за време на божитните празници. Може, но по строги мерки за време на пандемија со ковид. Ќе ви кажеме, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, ова е News Flash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Досега над 15 милиони луѓе се заразени од коронавирусот во Европа, што е најпогоден дел во светот. Здравствените официјални лица во неколку европски држави презимаат рестриктивни мерки. Меѓутоа, дали и колку се доволни? Маријама Диало има повеќе детали. Франција стана првата европска земја која надмина 2 милиони потврдени случаи на коронавирус, покажуваат податоците од Универзитетот Џонс Хопкинс. Француските власти велат дека неодамнешните рестриктивни мерки даваат деловни резултати, иако пандемијата е далеко од завршена. Мислам дека мора да останеме предпазливи. Не смееме да дадеме впечаток дека кризата е зад нас. Во земјата ситуацијата се уште е сериозна. Нашите здравствени работници се уште се под огромен притисок во болниците. Дел од жителите велат дека не знаат што да прават. Мислам дека моментално не знаеме на што сме. Французите се плашат, французите се борат со ковид и некои од нив страдаат од депресија. Ова го нарекуваат локдаун, но ми се чини дека луѓето се надвор, па ова не е вистинско решение. За мене вистинско решение е сите да бидат дома како што беше при првиот локдаун. Тоа е единствен начин да се запре пандемијата. И во Русија бројот на потврдени случаи надмина 2 милиони. Земјата е на 5-то место во светот по бројот на инфицирани. Светлана Зејланова, лекарка во локална болница, вели дека ситуацијата нагло се влошува. Сега имаме прилично голем број нови пациенти, речиси секој ден. Бројките растат, а со тоа расте и работата на медицинскиот персонал. Имаме многу пациенти. Во Австрија во тек се 3-неделни строги рестриктивни мерки. Овој потек има за цел да ги намали бројките на нови случаи на коронавирус и да го олесни стресот под кој е изложен здравствениот систем. Се очекува мерките да бидат укинати пред Божиќ. Во соседна Германија, здравствените власти велат дека ситуацијата со коронавирусот се уште е сериозна, иако бројките на нови случаи не се зголемуваат толку многу. Бројот на смртни случаи се уште е многу висок. Во Германија во просек има по 20.000 нови случаи на COVID-19. Одлуката за нови рестриктивни мерки засега е одложена. Додека коронавирусот продолжува да се шири во светот, но и во САД, многу луѓе користат се повеќе апликации за COVID-19, за да ги утврдат опасностите од секојдневните активности и контактите со блиските и како да се заштитат. Двајца студенти од Универзитетот Карнеги Мелон во Пенсилванија развија интерактивна апликација која со едно кликнување прикажува податоци во реално време за бројот на заразени и починати од COVID-19 за сите земји во светот. Во суштина, кога ќе отидете на веб-сајтот, гледате глобус од целиот свет и со едно кликнување на која било земја ќе ги добиете најновите податоци за активните случаи, бројот на починати и бројот на оздравени таму. Тие велат дека нивниот визуализатор за COVID-19 е првата апликација која нуди најнови податоци за COVID-19 во тридимензионален облик. Има други кои тоа го прават со мапи во 2 димензии, но веруваме дека ова е поинтуитивно, да може да се види се во 3 димензии. Така полесно се восприема. И лекарките Лиз Голдберг и Меган Рени од Универзитетот Браун во Род Ајленд развија апликација. Мојот ризик од COVID е дизајнирана за да им помогне на луѓето да го проценат ризикот од добивање на вирусот при конкретни ситуации и настани. Идејата за оваа апликација е можноста пред да одите на некој настан да ги внесете сите нешта со кои знаете дека ќе се соочите таму, како колку луѓе ќе бидат присутни, дали ќе носат маска, колкав ќе биде просторот, какви активности ќе практикувате. Потоа добивате представа колкав е вашиот ризик да се инфицирате со COVID доколку одлучите да одите на настанот.
живот. Лекарките велат дека сакале да им помогнат на луѓето да ги пресметаат ризиците кога прават работи што сакаат да ги прават. Како лекарка во итна помош, јас и доктор Голдберг бевме постојано прашувани од пријателите и семејствата дали ова е безбедно. Се обидовме да направиме најдобри претпоставки врз основа на науката. Професорот Раджат Митал разви формула која помага да се предвиди ризикот од пренос на COVID-19 преку воздух, но тој не ја претвора неговата формула во апликација. Апликациите можат да ви го кажат ризикот од правење нешто како одење во продавница или средба со пријатели, но не се гаранција дека нема да го добиете вирусот, вели тој. Моќта во неа не е да ви даде апсолутна проценка на ризикот, туку повеќе релативна проценка. Например, ако су внатре има 5 луѓе или 20 луѓе, колку е поголем мојот ризик. Релативните вредности се клучни и мислам дека тоа е доволно за да се насочи однесувањето. Додека светот се бори со пандемијата, луѓето се повеќе се потпираат на апликациите при одлуките за нивните секојдневни ризици. За крај на News Flash. И покрај напливот од нови случаи со COVID-19, многу трговски центри и стоковни куќи ширум САД не ги откажуваат плановите за фотографирање со Дедо Мраз и годинава. Меѓутоа, во време на пандемија, правилата се поинакви. Трговските центри и стоковните куќи прават се што можат да го дооват доживувањето со Дедо Мраз, но и да им обезбедат на семејствата кои ќе се сликаат со него да бидат безбедни од вирусот. Оваа година Дедо Мраз мора да носи заштитна маска и нема сликање со седење кај негово крило. Мајките немаат проблем со тоа. Иако сме во пандемија, важно е децата да бидат деца и да ја одржиме традицијата. Добро е што можеме да го видиме лично, иако нема да може традиционално да се сликаме. Пластичната бариера обезбедува дополнителна заштита, но понекогаш е тешко да се комуницира, вели Дон Леми, еден од маскираните дедомразовци. Средбата веројатно ќе биде преку заштитно стакло и нема да е лесно да се слушнат желбите на децата кои зборуваат тивко. Но сите се стригни дека традицијата продолжува и во согласност со социјалното дистанцирање и почитувањето на здравјето на сите. Преградата, која се чисти по секоја посета, овозможува фотографирање без блиц. Многу убаво си поминав. Дедо Мраз ќе дојде и ќе ни даде многу подароци. Лорета Меркадо, менаџерка во продавница, вели дека незината компанија не можела да го изостави Дедо Мраз годинава, но тоа треба да биде во духот на безбедносните мерки против COVID-19. Многу е важно да ги почитуваме сите безбедносни процедури, како социјално дистанцирање, мерење температура, пластична преграда со Дедо Мраз, чистење по секој посетител. Но не сите ја враќаат традицијата годинава. Стоковната куќа Macy's ги откажа ваквите настани, велејќи дека не може да обезбеди соодветни услови за повеќе од 250.000 посетители, колку што вообичаено доаѓаат да го видат Дедо Мраз во најпознатата стоковна куќа во Њу Јорк. Ова беше News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За најнови информации проследете glasnaamerika.com, следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, пријатен викенд. Се гледаме в понеделник.